Ви благодарам за присуството. Оваа пресконференција на Левица е свикана значи по повод резултатите на пописот кои што се одржалани, кои што сега пред малку беа значи соопштени. Ја прво би започнал преку целата церемонија со која што тие резултати беа соопштени. Значи ние имавме дипломатски кор, таму важени гости и слично, што во другите држави апсолутно не е случај за една статистичка операција вие да правите толков циркус. Малтене на стадион требаше да се соопштат резултатите, значи очигледна е тенденцијата да се бара легитимитет. Ако веќе нема легитимитет кај народот за овој процес, тогаш да се бара легитимитет кај странскиот фактор. Значи, овој попис не беше ништо освен една политичка операција изведена под палката на ДУИ, а одобрена од СДС. Значи, имавме многу говори и гостување по емисии слично кај што образложувавме зошто законот за попис зошто е проблематичен. Еве јас само ќе набрам најглавните работи. Значи прво и основно законот за попис го шверцуваа со европско знаменце, што не е случај во ниедна држава. Понатаму имавме попис на диаспора, што не е случај во ниедна држава. Имавме попишување со само давање на матичен број, што ги крши сите меѓународни стандарди. Имавме ситуација да може трети лица да даваат лични податоци, што е забрането со меѓународни конвенции кои што Република Македонија ги има ратификувано. Имаме ситуација да документи за идентификација да бидат во законот насловени со одветни документи. Значи намерно не се прецизирани за да може да имаме манипулации и на крај секако врзаниот попис на заменикот директорот на ДУИ за да може да ги добиеме овие ја ќе ги наречам буквално фалсификувани и штелувани резултати кои што ги добивме. Значи, тие и самите признаа некаде околу 132.000 луѓе внеле само од базите. Значи, ако имате таква ситуација, тоа де факто излегува дека тие луѓе бойкотирале. Ако тие луѓе бойкотирале, вие немате валиден попис. Значи, со внесување на стотици и илјадници луѓе во базите, вие немате валиден попис. Во што се претвори пописот последните денови, ако се сеќавате, имавме така наречени пописни канцеларии, што е нонсенс, кај што луѓето трча, значи веќе попишувачите не ни идеа по домовите, него буквално луѓето беа стимулирани да идат по некакви пописни канцеларии, да оставаат матичен број име и презиме, што е смешно и не соодветствува со ниеден меѓународен стандард. Понатаму, дека овој попис е фалсификуван, се гледа и по тоа што Апостол Симонски тврдеше дека првите резултати ќе излезат во јануари, ние во јануари ништо не добивме. Понатаму тврдеше дека целосните резултати ќе се за 6 месеци, а ние добивме само делумни резултати сега. И тука еве и накратко една работа, значи што се однесе на пример до домаќинствата, апсолутно тие не можат да бројката за домаќинства е неточна затоа што сите податоци кои што тие ги имат во базите се лични, што значи тие не можат со никакво вкрстување да дојдат до домаќинства. Значи освен етничката припадност на која што сега ќе дојде на ред и ќе се задржам, сакам да кажам дека сите други параметри се фалсификувани, нагаѓани, што значи дека нема да имаме никаква од нив статистичка корист за планирање на пример економијата, образованието, значи и така натаму. Значи еден од најголемите проблеми попишувањето на диаспора. И сега, ако вие попишувате диаспора, треба да попишете нели целата диаспора. Ние гледавме како Груби Османи Бектеши, што се министри во владата на Република Македонија, на државен трошок трчаат и лобираат, само една етничка заедница да се попишува од диаспората и дури странски државници како Курти и Рама, кои што исто така лобираат. Значи, процесот беше целосно едностран. Според податоците ние кои што ги имаме ажурирани, во Република Македонија има 2.4 милиони државјанства. Тие попишаа, мислам дека 2.1 нешто така, од прилика 300.000 државјани, тие имаат непопишано. Што значи, еве ја ќе ви соопштам, спрема податоците кои што ги имаме од МВР, според државјанствата, како всушност стои ситуацијата, пошто нели и самите министри од ДУИ тврдеат дека главен критериум на овој попис е да имат нашите нели иселеници државјанство и со тоа ги мешаа значи резидентното население и иселениците. Значи според државјанството 2.4 милиони. Македонски државјанства, луѓе кои што се декларираат како македонци има 72.66, албанци 16.7, потоа роми 2.66, турци 3.85,
значи Србија 1,78 и така натаму. Значи ова кога ќе се надоврзе на сите други штетни договори, ја зборам и од Охридскиот, и од Преспанскиот, и Бугарскиот, и Законот за јазици, значи ние идеме кон едно свесно или не знам несвесно разнебитување на државата и државотворниот статус на македонскиот народ. Значи дуи ова, иако е подпалка на ДУИ, ова не можеше да помине, значи без дозвола од СДСМ. Значи СДСМ, партијата СДСМ за жал се има претворено во едно тендерашко друштво, јас морам да кажам, без никакво национално или државничко чувство. И тука мора да се спомне, значи, и улогата на ВМРО ДПМН, иако нивните пратеници одржаа десетици говори у парламентот, нема еден збор позитивен да кажат за целиот процес на пописот, на крај сепак тие го поддржаа, му дадоа легитимитет и сега останува да се види дали ќе смогнат храброст и ќе покажат малку политичка кичма да му застанат на патот на овој процес и да не го признаат пописот. Значи, јас кажувам јавно, Левица не го признава овој попис, овој фингиран, апсолутно фингиран попис. Ние ќе бараме од позиција на власт значи да се изврши нов попис кој што ќе биде чиста статистичка операција и целиот овој случај значи ќе биде детално истражен начинот на кој што биле фризирани, именувани резултатите, внесувани луѓе во бази, сето тоа ќе се истражи и ќе следуваат кривични пријави. Значи кривично гонење за сите кои што учествувале во овој процес.